За почеток, сакам да се ставиме во улога на наблюдувачи на Исус Христос и учениците. Тие се наоѓаат во горната соба, само што ја завршија тајната вечера или последната вечера и тргнуваат кон Гецеманија, на гората на која што Исус Христос ќе биде уапсен. Како што ги наблюдуваме, тие патуваат. Јуда веќе е заминат и е на пат да го предаде Господ Исус Христос, а останатите 11 ученици со Исус Христос патуваат кон Гецеманија и застануваат покрај една лоза. И Исус Христос почнува да ги поучува и вели: Јас сум вистинската лоза и мојот татко е лозар. Тој ја отстранува секоја прачка на мене што не дава плод, а ја чисти секоја што дава плод, за да даде повеќе плод. Вие сте веќе чисти заради словото кое ви го зборува. Останете во мене, како јас во вас. Како што прачката не може да роди плод само од себе, ако не остане на лозата, така ни вие, ако не останете во мене. Јас сум лозата, а вие сте прачките. Кој останува во мене и јас во него, тој дава многу плод, зашто без мене не можете да направите ништо. Ако некој не остане во мене, тој ќе биде isфрлен надвор како прачка која е исушена, ги собираат, ги фрлаат во оган и ги горат. Ако останете во мене и ако моите зборови останат во вас, барајте што и да посакате и ќе ви биде. Мојот татко се прославува со тоа што ќе давате многу плод и ќе бидете мои ученици. Тоа им го кажува Исус Христос на 11 темина, кои се на пат да после неговото уапсување да бидат прогонувани за нивната вера, затоа што ќе продолжат Христовата мисија. За да ја разбереме подобро оваа парабола, ќе дадам мал контекст што значела лозата во тој прв век за евреите, и бидејќи се помалци има земјоделци помеѓу нас, особено тука во градот, затоа верувам дека ќе ни користи малце да дадам еден контекст од земјоделието, што значило да се одгледува лозата и како сето тоа функционирало. Лозата е главното стебло кое што е вкоренето во земјата, пушта корен во земјата и од земјата црпи нутритиенти, хранливи материи и вода, и потоа тие хранливи материи и вода ги претвора во собственото стебло во сок, животодавен сок, што патува од стеблото кон прачките и потоа прачките даваат плод наречен грозија. Тоа е улогата на стеблото, да го произведе тој животодавен сок и да го пренеси до прачките. Потоа гранките или прачките, лозинките, се комплетно зависни од лозата. Тие единствено можат да дадат плод доколку се прикачени на лозата и го примаат тој животодавен сок. Друго нешто што е клучно за да лозата може да расти правилно и прачките на неа е лозарот. Лозарот во тоа време бил еден грижлив земјоделец кој многу внимателно ја насочувал лозата и гранките за да имаат правилен раст. Обично ставале на самата лоза потпора, како дрвце или нешто на кое што лозата може да расте, или ја подпирале на камен ѕид. Лозарот имал неколку задачи што ги правел
постојано на интервали погодни за лозата да расте. Првата работа е да ја насади и насочи лозата. Да ја насади и насочи на каде ќе расти, дали на потпора, дали на зид. Втората работа е да ја режи и подкаструва, да ги подкаструва гранките, за да можат да дадат плод, а оние што не даваат плод, да не одземаат од животот на гранките што даваат плод. Да ја чисти, во тоа време и сега има доста прашина во таа средина во Израел, така што често и со вода се чистела лозата од страна на лозарот и на крај е бербата, жетвата или попозната исто како гроздоберот. Тоа е улогата на лозарот во овој контекст. Сега да се навратиме на самиот текст. Во првиот стих вика Исус: јас сум вистинската лоза, а мојот отец е лозарот. Исус сам себе се идентификува како вистинската лоза. Може би на прв поглед за нас тоа не е фасцинантно или навредливо за некој од нас. Помеѓу нас нема евреи, може би има, не знам, ама за евреите во тоа време било шокантно некој да го каже тоа. Бидејќи во Стар Завет, например во Исаја 5 глава, Израел е вистинската лоза и се што произлегува од Израел е вистинската прачка. И сега Исус Христос, Господ Исус Христос го превзема тој примат на себе и вели: јас сум вистинската лоза. Нема друга лоза. Од ниту едно друго место не тече животодавен сок. Без разлика дали си израелец или од народите. Само во мене има животодавен сок. Јас сум вистинската лоза, вели Исус Христос. И со тоа јасно кажува дека ветувањето сега доаѓа преку него. А потоа вели: отецот е лозарот. Кажува дека таткото е тој што е активно вклучен во животот на Исус Христос и во животот на прачките. Тој е оној што прави да расти правилно лозата и лозинките. Тој е грижливиот лозар. Понатаму во текстот гледаме, вели во 2 и 3 стих: тој ја отстранува секоја прачка на мене што не дава плод, а ја чисти секоја што дава плод, за да даде повеќе плод. Вие сте веќе чисти заради словото кое ви го зборував. Овој стих е страшен. Вели дека ја отстранува секоја прачка на мене што не дава плод. Тоа треба да не уплаши на еден начин што ќе не натера да се преиспитаме за тој плод во нашиот живот. Неплодоносните гранки лозарот морал да ги исчисти за да не одземаат од лозата сок, а да не даваат плод. Едноставно, тие се непродуктивни и за лозата и за останатите прачки. Одземаат од останатите прачки што даваат плод. Што значи ова поконкретно за нашиот христијански живот? Што значи плодот? Во поширок контекст кога ја читаме Библијата. Издвоив неколку работи. Првата работа сигурност е Христов карактер. Дали даваме плод на Христов карактер? Во Галатјаните 5 глава читаме за плодот на духот. Таму појасно е определено што значи да имаме Христов карактер. Века да имаме љубов, радост, мир, долготрпеливост, љубезност, самоконтрола. Тоа е еден плод што жива гранка насадена на лозата, тоа што расти од лозата, го дава како плод.
Друго нешто што е сигурно, што го гледаме на повеќе места, е послушност кон Божиот збор. Исус Христос вели, ако ме љубите, ќе ги исполнувате моите заповеди. И често пати ние се фокусираме на некои работи што не ги разбираме во Откровение, дали ќе биде вака, дали ќе биде така, а ги пропуштаме основните. Љуби го ближниот, љуби го непријателот. Една од најтешките работи е да ги љубиме непријателите. Дали го имаме тој плод во нашиот живот? Дали оние што нас ни сгрешиле, можеме искрено да се помолиме како што Христос не заповеда. Благословете ги оние што ве прогонуваат. Не велам дека треба да бидете најдобри пријатели, но барем во вашата тајна соба дали го има тој плод. Господе благослови тој таа личност. Помогни му да знае што е подобриот пат од тоа што го прави. Те молам благослови. Значи, тие се некои основни работи што не се тешки да се разберат, но се тешки да се применат во нашите животи. Но Христос го очекува тоа, ако сме плодоносна гранка. Љубовта е заповедена на многу места во различни форми, но во многу цркви, без разлика која деноминација, тоа е една од основните работи на која го паѓаме тестот. Помеѓу наш близните често имаме, тој брат тоа и тоа прави, таа сестра тоа и тоа прави. А љубовта пред се подразбира дека најдлабоко во нашето срце му го посакуваме најдоброто на тој што е околу нас во тој даден момент. И ако сме во можност, тоа и на дело да го направиме. Некогаш не сме во можност на дело да го направиме. Друга една работа што е плод што гледаме е споделување на нашата вера со оние кои не го познаваат Христос. Тоа е нешто многу природно доколку ти го имаш тој животодавен сок и веруваш дека нема друго решение освен Исус Христос под ова небо. Значи, тоа е тоа. Или Господ Исус Христос веруваш, или Бог не нуди ништо друго преку кое можеш да се спасиш. Тоа треба да биде една природна реакција на некој што е убеден во тоа. Едноставно е убеден. Тој плод треба да произлезе од нас. И знам дека тоа е тешко и јас си ставам цел на самиот себе бар еднаш месечно да го споделам со некој евангелијето. Но доколку не пребиваме во Христос, подоцна ќе видиме неговите зборови не пребиваат во нас, е уште потешко. Потоа плод е исто одговорена молитва. Понатаму во 7 стих читаме и ќе дојдеме до тоа дека ако неговите зборови пребиваат во нас, ќе имаме одговорени молитви. И тоа можеби нема да биде нешто сензационално, ама знаеме во секој еден од нашите животи за што сме молеле и како Бог одговорил. Ќе има таков плод во нашите животи. И очекуваме од Бог кога се молиме дека тој ќе одговори. И тоа е плод. Убеден си дека на одреден начин ќе одговори. Сега во посланието по Јаков читаме ако се молиме за себични работи, Бог вели нема да одговори. Ама колку повеќе пребива неговиот збор, ние повеќе и повеќе се молиме за работи што се Божја волја. Спасение на ближни членови на семејството, материјални потреби кои се навистина потреба во нашиот живота, не е нешто што е само желба. Ќе има такви одговори. И тоа е дел од тој плод што го дава гранка, што е жива и што животодавниот сок тече од неја, од лозата во неја. Тоа не значи дека плодот ќе биде совршен. Не треба да се чувствуваме виновни, ама јас не знам, не сум имал некоја голем одговор на молитва. Плодот може да биде и само мали зрнци на грозје во сам зачеток.
но битно е да го има. Не ги знам сортите на грозија, дали е Хамбург или е не знам која сорта, некои се поголеми, некои поситни зрнца, но битно е да го има тој плод. Затоа што после вели дека има подкастрување за да даваме повеќе плод. Но дали ги има тие минијатурни зрнца плод во нашите животи? За учениците тука вика, вие сте веќе чисти, затоа што го од словото што ви го зборував. Така што секој еден што верува и го применува Божјото слово е веќе чист. И потоа зборува за подкаструвањето. За да вели во стихот, а ја чисти секоја прачка што дава плод за да даде повеќе плод. Чи подкаструвањето или режење, знаете кога кај нас обично го прават тоа традиционално. Се сеќавате? Февруари, да. Да, значи е доста познато и културолошки кај нас дека првото режење се прави тогаш. И целата идеја на подкаструвањето е не да наштети, туку да произведе повеќе плод. И затоа е лозарот уметник. Кога некој што не разбира, не знае точно што прави. Гледа како е ова добра гранка, беше ја пресече. Ама лозарот точно знае кои гранки како да ги кастри, се со цел тој животодавен сок, кога ќе стигне до остатокот од гранките или до истата гранка, но без тој дел што е изрежен или пресечен, да даде повеќе и подобар плод. Сега, во нашите животи, тоа боли. Значи, самото режење кога Бог го прави во нашите животи, боли. И сигурно режи гревови што се во нас, ако нешто е во нашите животи постојано и не сакаме да се одречеме од тоа, може по болен пат да го тргне Бог тоа. И тоа не е за наше лошо, тоа е за да ни овозможи да дадеме повеќе плод. Дистракции, едноставно работи што ни го земаат вниманието, не се лоши. Пример, секоја вечер гледаме само телевизија, никогаш не седнуваме малце да размислиме што Бог правеше во нашиот ден, како Бог се појави, одговори на молитва, дали нешто треба да сменам во моите реакции од текот на денот што го направив. Едноставно неколку минути да направиме на еден пресек на денот, едноставно секој е само како аналгин да земаме нешто или телефонот и не тера тоа да размислуваме за нашите животи, едноставно мислите ни се постојано одвлечени од нешто што нема врска со нашите животи. Читаме што се случува во тој дел на светот или тој дел на светот, ама ние немаме никакво влијание таму. Не ни се молиме за тоа, ама едноставно да не мислиме за тоа што Бог прави во нашите животи. Тоа може Бог да сака да го режи во нашите животи. И да не навлегувам во други детали, секој еден треба да се го одговори тоа прашање да сами од себе. Што е тоа што Бог го режи, го крои во мојот живот за да дадам повеќе плод? Или што е тоа што треба да го крои? Понатаму, во 4 и 5 стих вели: останете во мене, како и јас во вас, како што прачката не може да роди плод сама од себе, ако не остане на лозата, така ни вие, ако не останете во мене. Јас сум лозата, а вие сте прачките. Кој останува во мене и јас во него, тој дава многу плод, зашто без мене не можете да направите ништо. Останување во Христос, пребивање во Христос е нашата основна задача. Нашата основна задача не е да даваме плод. Плодот доаѓа како резултат кога ние пребиваме во Христос.
ние мора нашата основна задача да ја одржиме верата и блискоста со Христос, довербата во Него, да не биде секогаш на тоа високо ниво. Таму е лоциран нашиот напор. Нашиот напор не е во давањето на плод. Давањето на плод е како нус производ, спореден производ на тоа што ние пребиваме во Христос. Неговите зборови пребиваат во нас. Што тоа практично значи? Основата е таа вера и доверба во Него. Има еден куп примери на вера и доверба низ Библијата, личности што имале во Бог. Некои од моите омилени се, пример, Сердах, Мисах и Авденаго. Пред да ги фрлат во печката им викаат поклонете се на кипот на Навуходоносор и тие што одговараат. Бог може да не спаси од огнената печка, ама и да не спаси, ние нема да се поклониме. Значи не се врзани со резултатот. Ако Бог го направи ова за мене, јас ќе имам доверба во Него. Тие викаат, Бог ние 100% сме убедени дека може да не спаси од секоја ситуација. Ама и да одлучи заради неговата соверена план, промисла, ние пак ќе останеме во Него, со Него. Истиот стах Хабакук, пророкот на крај тамо пишува, вика и во трлата нема овци, и на лозите да нема грозје, јас пак ќе се радувам во спасението на мојот Бог. Таа е таа вера што не зависи од нашите околности. Дека нашата убеденост дека Бог е добар и посветен кон нас останува комплетна, дека Христос е со нас. Тоа е тоа останување во Христос, одржување на таа вера. Љубовта, послушноста, зависноста од Него, таа свесност за тие работи. Нешто што практично ги подкрепува овие работи се духовните практики или духовни дисциплини. Тоа се некои работи што сите ги знаеме, но моментот е тешкотијата на практикување, нели, читање на Божјото Слово, длабоко размислување за Божјото Слово. Ќе прочитаме и ќе размислиме што тоа значи за мојот живот, што Бог бара од мене, и кога Бог ќе ни укаже да го направиме тоа, да не останеме само на читање или да бидеме само слушатели, што вели посланието до Јаков, туку да бидеме извршители на Словото. Тоа е тоа пребивање на дело. Молитвата, таа е уште една духовна практика, каде што ја култивираме таа практика како инстинкт. Нашиот прв инстинкт да биде јас секогаш имам помош од Бог. Се случува некоја ситуација, нашиот прв инстинкт да биде прибегнување кон Бог. И тоа се тренира. Или го тренираме да прибегнуваме кон Бог, или да прибегнуваме кон страв, кон манипулација, Затоа е практика. Тие работи Бог ги бара да ги тренираме. Тука се гледа и нашата љубов кон Бог. Колку сме спремни да тренираме на тој начин. Тоа читање, постот исто така, во ситуации каде што е применлив, за да можеме тие наши инстинкти, кога ќе дојдат тие силни нагоди, дали е за гнев, дали е за похота, да можеме да издржиме на еден начин што е богоугоден. Тоа е нешто што го подкрепува моментот на останување во Христос, на нашата непоколеблива вера во Христос. Овие се некои практични работи што ни ја зацврстуваат верата и ни помагаат да останеме на тој пат, да останат Христовите зборови во нас. Тоа е тоа останување за кое тука зборува Господ Исус Христос, вика, останете во мене како јас во вас. Како што прачката не може да роди плод сама од себе. И уште еднаш е тоа многу битно да се разбери, верувам, дека нашиот напор не е да го дадеме плодот.
нашиот напор е да останеме во Христос, а тоа е преку молитвата, читањето, постови, другите духовни дисциплини. Опасност има доколку не останеме во него. Вели наредниот стих: ако некој не остане во мене, тој ќе биде исфрлен надвор, како прачката која е исушена, ги собираат, ги фрлаат во оган и ги горат. Сега тука доктринално, јас не сум теолог, но некој ќе речи за човек што отпаднал од верата дека никогаш не бил спасен, некој ќе речи јаве спасен беше, ама одлучи веќе да не го следи Христос, без разлика. Битно е да се фокусираме на резултатот. Еден таков пример е апостолот Павле што му пишува на Тимотеј за одредена личност наречена Димас. Дека Димас го засака повеќе светот, соработник му бил на Павле, не бил само познаник на Павле, на апостолот Павле, и вика го засака светот и замина за Солун. Затоа пазете кога одите за Солун. Го засака светот и замина во Солун да си брка некои негови соништа, како што би ги налекле денес, или да си ги исполни некои лични желби, аспирации, амбиции. Сега дали бил спасен, па ова не е битно. Битно е дека има предупредување во Библијата и треба тоа да го сватиме сериозно. Ако ни пишува дека ако некој не остане во мене, тој ќе биде исфрлен надвор, како прачка која е исушена, ги собираат, ги фрлаат во оган и ги... Тоа треба да го сватиме сериозно. Како и да го толкуваме, зборува за прачка што била, ама не останала во него и дека е исфрлена и на крај ќе заврши во оган. Така што Библијата дава сериозни предупредувања. Некогаш кога мислиме дека сме најсилни, сме најслаби. Апостолот Павле во посланието до Коринќаните првото вели не се замислувајте дека стоите за да не паднете. Кој мисли дека стои, пазете да не паднете. Затоа треба да ги сватиме овие предупредувања во Словото многу сериозно. Да не мислиме, јас сум сигурен, не ми е ништо, ама во исто време не читаме Библија, не се молиме, почнуваат некои световни работи, грижи да не задушуваат. Че да бидеме многу внимателни за да не се најдеме во оваа ситуација. 7 стих вели: ако останете во мене и ако моите зборови останат во вас, барајте што и да посакате и ќе ви биде. Че имаме јасно ветување дека ако неговите зборови останат во нас, што и да побараме од него ќе ни биде. И јас го верувам тоа. Не верувам дека е само празни зборови. Верувам дека овие зборови се вистина. Дека тие колку поблиску сме до Христос, колку неговото слово пребива во нас, неговите молитви ќе бидат повеќе и повеќе одговарани во нашите животи. Дека ќе го бараме она што му е по волја и Бог благоволи да ни одговори на тие молитви. Убеден сум 100%, верувам дека Божјото Слово е живо и дека ова ветување е 100% точно. И во спротивно, нели, ако не се нашите одговори на молитви, одговорење да се преиспитаме, да ги преиспитаме нашите срца, дали има некоја себичност во нас, нешто што можеби не му е по волја на Бог. Како беше она македонска, да го се молам да му умри на комшијата козата и Бог не ја одговори таа молитва, значи најверојатно не е нешто во ред, не пребиваат Божите зборови во нас, затоа што Божите зборови викат благослови го комшијата и неговата коза. А ние го проколнуваме. Не е тоа компатибилно со тоа што е Словото. Еден практичен пример како може нашите молитва не бидат одговорени, затоа што тоа е 100% не е Божја волја. Благослов е Божјата волја, а ние клетва фрламе. Не одат тие работи заедно.
И последниот стих од нашиот пасос за денес. Плодоносноста го прославува Бог. Мојот татко се прославува со тоа што ќе давате многу плод и ќе бидете мои ученици. Ќе давате многу плод. Нашата цел, нашиот живот како христијани, луѓе што следат Исус Христос, е Божја слава. И тоа треба да не радува. Кога живееме за Божја слава, тоа е целта во нашиот живот. Тоа треба да предизвикува радост во нашите животи. Кога ќе го видиме Бог прославен на најразлични начини. Кога ќе испочитуваме неговата заповед и гледаме дека тоа благословило нечiji живот. Кога ќе страдаме затоа што сме споделиле Евангелија, некој не исмеал, тогаш да бидеме како учениците кога ги натепаа, кога река удостоени сме. Тоа го прославува Бог. Тоа може не е слава како светот, кога Кристијано Роналдо дава гол и милиарди околу светот го слават, а може би се миниатурни работи во нашиот живот, но знаеме дека тоа е слава за слава на Бог. И по трет пат ќе нагласам дека нашиот напор не треба да биде насочен кон давање на плод. Плодот е како резултат на нашето пребивање во Христос и неговите зборови кога пребиваат во нас. Тука често и јас сум паѓал во таа замка. Плодот ќе дојде како резултат на тоа што едноставно ние сме таа гранка, како ова една репрезентација, слика или икона, каде што апостолите се гранките, Христос е самото стебло. Плодот ќе дојде со тоа што ние природно сме накалемени, тоест израстуваме од таа лоза, сме споени со Христос. И плодот доаѓа затоа што го имаме тој животодавен сок. И тоа е само природен процес. Наше е тоа останување. Нашата вера, која е подхранета со духовните практики, читањето на Библија, молитвата, пост каде што е применлив, сите тие работи што ни овозможуваат да одржиме нашата вера, врска со Христос на секојдневно ниво. И за крај ќе завршам со 4 прашања, што ако сакате да ги запишите и да ги размислувате оваа недела. Едноставно, кога ќе најдете 10-15 минути пред да си легнете, наутро кога ќе станете, пред да имате премногу обврски или откако сте ги завршиле обврските, размислете за овие работи. Дали сум навистина поврзан со Исус или само надворешно изгледа така? Што Бог таткото подкаструва во мојот живот моментално? Што Бог режи во мојот живот? Дали забележуваме некои такви работи? Каков вид на плод расти во мојот живот? И четврто, како можам да ја продлабочам мојата врска со Христос? Дали има некои практики што можам да ги правам, што ми недостасуваат за